4 нови странски инвестиции влегуваат во Република Македонија. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски објави дека 4 компании ќе инвестираат во земјава со што ќе се отворат повеќе од 1400 работни места. Груевски рече дека и покрај политичката криза, за владеачката партија останува приоритет борбата за нови инвестиции и работни места. Првата инвестиција од компанија од Западна Европа, познат бренд за производство на електрични уреди за домакинство. Компанијата веќе донела интерна одлука да инвестира во земјава, со што во Пелагонија ќе се креираат 1000 директни работни места. Втората инвестиција од германска компанија што активно соработува со странски инвеститор во слободната зона Бунарџик и е вклучена во добавувачкиот синџир. Новата фабрика треба целосно да биде оперативна кон средината на идната година и ќе отвори 100 работни места. Третата инвестиција од американска компанија која веќе донела одлука да инвестира во помал град во централниот дел на Македонија. Американска компанија која се занимава со специфична индустрија одлучи да инвестира во еден помал град во централниот дел на Македонија. Во моментот се во процес на купување на земјиштето, а по изградбата се планира производство да започне во втората половина на наредната година. По целосното комплетирање и заокружување на инвестицијата ќе се вработат 200 нови лица. Четвртата инвестиција од веќе добро познатата Технохозе, италијанска компанија што има 2 производствени погона во слободната зона Бунарџик во Скопје за производство на армирани гумени црева. Оваа компанија ќе гради и трета фабрика во Македонија, што значи инвестиција од дополнителни 5 милиони евра и уште 100 нови работни места. Италијанската компанија Технохозе по изградбата на втората фабрика во оваа година. Во оваа година ќе започне и со градба на нивна трета фабрика во Македонија. Само странските компании досега имаат креирано 17.000 работни места, а до крајот на годинава оваа бројка треба да се искачи на 18.000. Изминатата недела веќе одбележа уште 4 нови инвестиции со кои се очекува да се отворат дополнителни 2700 работни места.